Доктор Александар Петличковски од Македонски дарителски регистар ќе го прашам едно кратко прашање. Колку кавадарчани се хумани луѓе? Кавадарчани се невидено хумани луѓе, бидејќи во овие 10 години постоење на Македонскиот дарителски регистар сме организирале неколку пати акции, ама одзив како овој немало нигде. Во еден ден, поточно во едно попладне од 2 сато до, еве колку е тука, 7 уште малку, се одзваа на повикот на родителите, на градоначалникот, на регистерот, над 500 луѓе, кои што дојдоа овде, дадоа примерок крв, од кој ќе биде типизирана нивната ХЛА варијанта и тие податоци ќе бидат складирани во Македонскиот дарителски регистар и во Светската асоциација на доброволни дарители, за ако на некој му затреба матични клетки, коскена срцевина, од точно нивниот тип, да можат да спасат нечи живот. Меѓутоа сега се работи за живот на еден млад кавадарчанец, Така доправа. Која е веројатноста да се најде соодветен дарител? Малиот Марко да има потреба од трансплантација на коскена срцевина за да се излечи ова негова автоинфламаторна состојба. Шансите да се најди соодветен дарител се најголеми во регионот кај што живее, бидејќи ние ја пребаруваме базата на светски дарители и таму нема комплетно идентичен дарител. Најголеми шанси да се најди таков дарител се во фамилијата, помеѓу браќата и сестрите. Како Марко нема браќа или сестри, се типизираат сите негови роднини, прв круг и понатаму братучеди, тетки, чичковци и се надеваме дека ќе имаме употреблив дарител. Ние целиме да најдеме комплетно идентичен дарител, значи во сите анализирани ХЛА гени да има совпаѓање, но ако таков не се најде, тогаш се оди со најсоодветниот и целта ни е да го одбериме токму најсоодветниот. Ова е една исклучително благородна мисија. Дарителските регистри ширум светот, така и во Македонија, постојат за да ги соберат овие доброволните потенцијални дарители. Во случај кога некој има потреба од дарување на матични клетки од несроден дарител, да си го најде соодветниот дарител и од него да добие животоспасувачка доза на клетки. Бензинска пумпа ДМД Оил.